Добар ден и убав ден, драги наши пријатели на Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. Расположени и денеска ќе имаме на вистина убав рецепт и убава забава токму овде, затоа си го викаме и убаво шоу за самите вас, драги мои. Да си ги поздравиме и пријателите кои што се наши покровители, а тоа се нашите добро веќе познати Стокомак, и затоа испраќаме поздрави до нив и да погледнеме дел од производите на нашите рафтови. Ајде да видиме дел од производите на Стокомак. Може би ќе ве подсетиме со некој производ кој што вие го немате дома, а сакате да го имате и да ви биде во употреба на вашите домашни јадења, предјадења, па и десерти се разбира. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка, налепници обоени во црвено, рафтовите кои што се определени за домашните производи се токму со овие налепници Македонка, и со тоа што вие ќе купите производи Македонка, ќе го стимулирате македонскиот произведувач. Затоа да ги поздравиме и домашните производители. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од продавницата Мост, која што се наоѓа во градот Скопје, во близината на познатата Стара чаршија или Бит пазар, до самиот мост, на самиот ќошк ќе пронајдете на вистина се за вашето домаќинство и убави апарати за домаќинство кои што ќе ви бидат помагатели во однос на вашето готвење, побрзо да сготвите, поубаво и повкусно се разбира. Дел од нив гледаме и на нашата масичка со кој што ние ќе работиме, дел ќе видиме и во текот на наредните емисии кога ќе работиме токму овде во нашата кујна на Канал 5 телевизија. Јас, вашата Дракче, не сум Дракче ако не сум насмејана, ако не сум расположена и ако немам музика. Денеска ќе имам 3 во 1, затоа што ќе имам гости татко и керка, и ќе си имам готвач, затоа што Дракче успешно ќе си подигрува, ќе си пее, ќе се забавува и ќе го гледа овој рецепт кој што и вас ќе ви биде на вистина интересен. Ќе подготвиме десерт. Ете, да знаете, драги мои, оние кои што се љубители на десертот, ќе биде тоа некој здрав десерт, така наречен медено срце, но медени срца се и моите гости. Знам дека многумина ќе го препознаете по неговата широка насмевка, по неговата добрина и по неговата различна музика, различна велам, затоа што умее да ја везе толку убаво македонската музика, што секого му допира дуво. Нашиот Милан Кацарски. Добре ми дојде. Блажено горо, а знаеше со мојата песна Блажено горо зелена, да ми влезеш во нашата кујна. Како си, Миланче? Добро. Добро, убаво изгледаш. За поканата. Едва чекавме да ни дојдеш. Да. Ете така. Убаво. Убаво расположено, твојата другарка Хармоника тука заедно со тебе, додека работиме, ќе правиме муабет и за твоите новитети, за се она што ти ќе го подготуваш како музика, но ти си зема подршка. Денеска јас во самата најава кажав дека тоа е твојата керка, Ива, таа е нутриционист и таа ќе ни подготви еден здрав колач. Се повикувам и Ива. Ива пораснала, а јас ја знам од малецка. Здраво, Ива, како си ми? Добре ми дојде. Многу се радувам што тато рече дека ќе бидеш заедно со нас во ова наше другарување. Се викнав помошник. Помошник, и тоа најдобриот, најверниот што се вели. Љубовта ти е нутриционизмот, така? Така, и затоа сега ќе подготвиме и таков рецепт. Секако, јас заради себе првенствено сакам да се хранам здраво, а потоа и да помагам на луѓето, затоа и сакам, значи, здрави десерти, особено како што обожавам благо, и баш ќе видите, мислам дека ќе се допадне овој посен колач, медено срце. Зато и тато изгледа вечно млад. Ги слушали советите? Не секогаш, морам да бидам искрена. Значи, како мене си. Отстапки правиме. Правиш отстапки. Но применува, да, дефинитивно применува нешто од нешто.
Добро, тебе ќе ти ја доделам масичката, јас ќе одам кај мојот пријател Шпорет за да го подготвам, за да биде подготвен. Миланче, тебе тука можеш да ни бидеш. Еве, затоа што ќе бараме веднаш од режијата музика за да ни тече муабетот и работата полесно на мене и Ива. Со музика е секој. Ете така, започнуваме со музика, а ти Ива започни си со твојот рецепт. Браво, 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 браво. Што слушнавме, Милан, сега? Ова е оро посветено на мојата керка Ива, помалата. Така, на Ива. Имам и посветено и на другата, на Искра, која што пред месец дена се породи, на 7
повеќе има. Веќе си дедо. Веќе сум дедо, имам внук, Јаков. Така, нека е жив и здрав Нека и не е жив и вечен, здрав, така се само вели. бавим секаде. Одлично, да си Така, дочекаш уште многу. Не усреќи многу. Најголемата радост, велате, кога ќе се добие прво внуче и после ти е се другото тренинг. Веќе радост. Направивме тесто, така, кое што е ова тесто? Тоа е смесата за колачот, значи Ајде да за кажеме меденото што се срце. додадовме внатре. Прво додадовме овесно брашно, Така. потоа додадовме какао, Да. потоа цимет малку додадовме и прашок за пeciво. И сега ќе го ставиме колачот да се пече. Додадовме и мармелад. И една лажичка мармалад, Ми да. кажа дека мора да биде без шекер. Да, јас си го правев, ово е мој, значи мармалад домашен, но може нели да си купат тие што ќе го подготват. Така се става една, значи лажица и потоа се става во рерна на 200 степени. Добро. Да се пече околу 20 минути. Добро, бидејќи ние имаме на минутажа поставено, побрзо ќе ни биде. Супер. Ете така. Веќе оди во Загреана редна, така. рерната, да. Ајде, колегата, јас ќе ти помогнам сега за ова да го средиме. Веќе камерите снимаат. Ете така, ајде нека му е... И јас учествувам. Да не се бунам јас, нели? Века јас да не се бунтувам. Еве и Милан помагаше. Ова можам да го поместам за да не те И јас ќе го пречи. тргнам ова. Ете така. Добро. Да направиме малку место и простор за се другото што тебе ти е потребно. Малку ќе помуабетам со Ива. Милан ќе ми дозволиш, ајде да зборнеме за Веле. твојата работа, иако започна со музика, сега нутриционизмот ти е некако поприраснат до срцето и за тоа учеше така. Да, секако сега навистина е значи важна е исхраната и јас бидејќи сама се соочив значи со потешкоти значи во здравјето, така бев значи инспирирана да се запишам на курс по нутриционизам и значи да го изучувам нутриционизмот. Да си помогнам ете сама себе, а потоа на сите други. По завршување на нашава емисија ќе бараме еден цел дел за тетка Драгче. Може. Подобри го секако. здравјето, здраво, така нели? Само да не е како татко ми што вика важи, а после да не. Ние од таа генерација сме исти. Значи велиме важи, а малку потоа потешки. си ги тераме нашите работи. Некои пати не можеме да се придржуваме, затоа што и не сме постојано дома. Да, и професијата сега си го прави постојано своето во движење, дефинитивно. па со друго дружење, па таму се бара некоја друга храна, за да не ги навретиш пријателите, мораш и нешто да каснеш што можеби во тој ден и не е потребно, така? Така е, да. Ете, Но така. сега никогаш нели кога се има желба и кога се сака, се може. Јас мислам дека може да се најде начин за не мора да биде ете ние нутриционистите секогаш кажуваме барем 80 со 20. Ете 80% од времето да се исхрануваме здраво, Така. а тие 20% ете во нели некои прилики кога стварно ете нема значи друго нешто ќе си каснеме и нели од другиот вид на храна. Додека го печеме колачот, ми рече дека чоколадото треба да го растопиме, Сега така? ќе го- да, ќе го Треба стопиме. веднаш да се подготвува сега да биде течно или малку подоцна? Може да ни биде Подготвено. спремно, да. Добро. Ајде, јас овде ќе ти подготвам тебе за да бидеш за да си го средиме и сето тоа што нам не е потребно. Милан, тебе ќе те префрлиме веќе кај фрижидерот. Ајде, не. Биди ни чувар овде, но и ќе бараме музика плюс заради тоа што без музика ништо не ни оди. Затоа што подготвивме ора од тебе и гледачите сигурно ќе сакаат да слушаат. А ние со Ива ќе работиме. Дали ти е потребно повеќе топло? Може, ето. Добро, ете така. Музика. Па потоа ќе те прашам.
мераклиски. Ова на вистина убаво. Кажи ми, што ти подготвуваш во твојата музичка кујна? Бидејќи за оваа друг се грижи, за твојата мораш самиот ти. Така. Така, за оваа музичка кујна. Што се спрема нова од седе, нови ора, некои нови подготовки за тебе или сакаш да одмориш малку? Па не одмарам, напротив, неуморен сум кога Така. го прашање музиката и инструментот. Мислам дека, не знам, толку се навикнав на хармониката како да е срасната за Дел од мене. тебе, така. Не можем да, значи буквално не можем да функционирам, еве и кога ќе отидам на одмор и кога лежам на лежалка, мрдам со прстите, значи тоа е веќе. Ти се случува кога одиш на гости, Џирка, дали ја зема ја хармониката со тебе? Да. Не ли тоа? Луѓето веќе ме знаат Така. како таков и пакетот е тој. Тоа е Се пакетот лутат за кога не носи не хармоника. носи Го караат. Си вели, Миланче, зошто не зема и хармоника? Да, стално. Што му додадовме? Малку топла вода, додаваме ли малку масло или не? Не, јас не сум, значи, За- присталица за одбегнуваш затоа маслото, што рече да затоа што биде има здрав многу колач. калории Така. маслото и нема потреба никогаш. Јас гледам во мајка ми кога ќе ми даде рецепт или ете постар рецепт, приметувам во се се става масло, а Така. јас не сакам. Значи тоа е стварно за џабе калориите Ива, затоа ќе не учиш и караш. нас. затоа да, супер е вака со вода, малку завријана се додава, значи одокативно, минимално, колку да го растопиме чоколадата. И сега значи готово. Добро, ќе го исклучам јас веќе овде, за да го дзирнеме колачот до каде ние. Можеш, слободно. Само дали имам. А чепкалка имаме, секако, нели си проверуваме, но чекај да ти додадам и ракавички, заради тоа што, еве, повели, Може само едно, да не не ти биде потребно. изгорено. Имаме нови ракавички од нашите пријатели од МОЗ, повели. Мислам, уште малку. Уште малку. Уште сосема малку ќе му е потребно, за да можеме да го изнесеме. Ајде, тука ќе ги поставам поблизу до тебе. Значи, готова е и глазурата. Да, супер испадна. Одлично. Ајде, кажи ни сега, бидејќи сме во сезона на пролет, што најмногу препорачуваш, ете ти како нутриционист, која храна треба да ја конзумираме? Или за секој засебно? Најубаво јас предложувам, значи сите викаат храната што е здрава е најскапа, не е така. Значи секогаш што е сезонски, значи сега за скоро ни доаѓаат и јагодите, значи се што е на пазарите, се што е значи брзо достапно, може да се со што секој може да си го приушти. Тоа е здравата храна, значи на пазарот што ја има, не мора секогаш да биде нешто, значи што е навистина скапо, значи не е така. И она што го имаме на нашето Тоа што го поднебје. имаме, да. Така. Јас би препорачала за сега да значи како утрински напиток, детокс напиток, цеден лимон заедно со ѓумбир, прекрасно оди и навистина доколку сакате да го зајакнете имунитетот, мислам дека треба секој ден, значи наутро да имате барем по некој детокс напиток, значи за добра дигестија, за зајакнување на имунитетот, тоа е одлично. Значи, не ракиичка. Не ракиичка, да. Како што си сакаме ние кога ќе се направи нешто тука, велиме ајде дајте и малку ракиичка, нели, за мез. Така би било, нели, Милан, кога имаме убаво јадење, си бараме се со него да дојде, нели? Кој што му е убаво, нека си. Тоа е здраво, така? Вика, Да. јас денеска здраво јадев, а тој се прејадел, нели, прејадено. Не е исто и здраво не е исто. Точно. Јас Така. имам некоја навика на сабајле кога ќе станам за циркулација, така ми кажале постарите. Еспресо ќе си направам Така, кафе, љубител така. сум на еспресо и една чашка ракија. И така ми почнува денот. така. И супер ми е До сега функционираше рецептата добро, не? Да, Ете да. така, добро. Ива, ајде уште еднаш да дзирнеме. Ајде, уште еднаш И да јас мислам дека Сега ајде може да- повели ракавичките. Да, се. Ајде, бидејќи имаме нели помагала, би можеле да ги видиме. Мислам дека е готов затоа што и од око јас ги гледам. Да, се гледа пукнатините веќе штом ги има, значи е добро. Тука може да го Може, само ќе ми простиш, ете така, добро. Дали тука треба да се изфилува сето ова? Да, може. Добро.
Ајде. Што ти е потребно сега? Сега прво мармеладчето ќе го земам. Јас ке ти го подадев. Добро. Ајде и овие да ги повлечам. Да не ти пречат. Добро. За мармелад може било каков, овој од малини, значи јас го Вака имам како правено. изгледа преубаво, да ти Да. кажам право. Ова малешевски ли се малините? Малешевски. од Берово се, Од да. Берово, па нели мораме да си пофалиме Се од крајот. Берово е најубаво. Се од Берово е најубаво. Особено компирот, Нели се знае, така, сирењето. Се убаво поднебје, чист воздух, питом народ и се е добро, но треба и рецепт за добро да се направи. Сега морам да кажам дека ова сега кога ќе го прават дома, значи гледачите може да го остават и во фрижидер. Ние ќе го исечеме нели нормално, но ете, може и да отстои. Ете еден час ако сака. Може. Само не знам каде би можело да отстои благо подолго време, Ива. Јас не знам. Тоа не знам дали некаде би било За гости. Тој вика, ајде да Кога е постои, за кога гостите. гледаш пола го нема. Веќе изедено. Сакаше да ги подготвиш јоревите или сега чоколадото прво? Не, прво чоколадото. Добро. Гледаме по ред. Дали можам да го фатам? Можам. Да ти помогнев, ракавичка да ти дадам? Супер е вака. Добро. Дека е врела водата, може би ќе ти излаже садот. Не, супер. Се олади. Таму. Значи ставаме црно чоколадо, глазура. Да. Добро. Со стоплена вода. Со стоплена вода, не Не со со масло. масло. Добро. Е, сега така. да се разлија на сите Колку страни. вака убави состојки, какво стоење ова, не знам дали ќе стои воопшто. Нема да му дајме да Сам- се подолат. Па ќе чекаме само фотографија да има. Инаку ова Ива веднаш ќе биде изедено. Баш ќе ми биде Така. мило ако ви се допадне и ако го правите и понатака, нели, бидејќи е здрав. Рецепт. Ќе си го запишеме рецептот, постапката ја видовме. Да. И Прелесно е, сите реално, оние секој кои што може. ќе ја пропуштат денес можат да погледнат на YouTube каналот каде што ќе побараат гответе со Драгче и ќе гледат како Ива тоа го подготвува. Ајде ние бараме музика, за да видиме потоа и рецептот на денот и крајниот или како се веќе финишот. Финишот, да. Добра музика.
отерано, одлично. Што слушнавме сега, Милан? Ова беше мераклиско оро. Баш мераклиско. Да. Баш мераклиско. Направено за меракли. Зато ние вака си уживавме. Се олади колачот, ќе го сечеме или не? Да, ќе го сечеме сега. Добро. Може еве со овој нож да го пресечеме. Еве ти тањерче за послуг. Да, може таму да го сервираме после. Повели. И едно шпатулче за да се открене. Повели. Фала. Ива, ти измачивме, ама не. Ова ти Сега- беше задоволство, така. Прекрасно, јас обожавам значи да се готвам. Се си подготвувам сама. И навистина ми е задоволство кога спремам, така покажувам љубов према луѓето што ги сакам. Така, нели? Да, Браво, никој, убаво. значи, кога Тивко, сакам, обавезно. педантно и убаво ова го среди, го извеза како тато орото. На тато. На тато, се на тато. Како велиме, а кога е нешто убаво, татковците велат на секогаш е на нив, а девојчињата се секогаш приврзани кон татковците. Така да, тоа е Пред тоа. да го извадиме колачот, дали да посипеме одозбора со Ајде. оресите? Ајде ќе ги и со нашиот нов апарат од нашите пријатели МОС, продавницата МОС, која што се наоѓа во Скопје, во близината на Битпазар или на почетокот на Пластичарската улица. Имаме блендер. Ива, работиш ли со ерфраер? Работам, да. Еве имаме, Миланче, само малку да те повлечеме оде да се види новиот кај нас апарат кој што би можел еве и во вашата кујна да биде нешто ново, како и во другите. Прекрасно е Така, нели? Изгледа симпатично и ќе работиме и на него. Може да го вклучиме. Бидејќи јас суво е, бидејќи ставив повеќе. Сега на 2 пати ќе изблендирам. Си ја знаеш работата? Нормално. Се лепо, се знаат Да, се да. лепо по Кога е оредите на пример со некоја течност е полесно, а сега дека се суви, супер. ако да и нека има и некоја кршена. Така? За украс нека има, Така, нека има, нека има и кршено нека има. Сега. Ќе биде добро. Можам да ти додадам друго тањерче за нив, повели. Може. Ете така. Одлично. Добро. Сега Сега ќе му дозволиме на мајстора за финиш. Да, обавезно. На мојот гостин во кујната. Добро, добро, одлично. Не знам сега дали ќе може со армониката. Со едната рака... Ти ќе ме замениш. Како треба се? Ајде. Од озгора можеш да ставиш, Ајде. да украсиш. Нема да не скршам нешто после треба. Ич да немаш Не гајле, сум многу еве обичен. гледај како тоа Е, убаво супер. ти доаѓа, одлично, одлично, Таман. браво. Треба да се посоли, така? Така. Ајде, додека ти ги посипуваш и јас да побарам тавчето на дракче да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. 200 грама овесно брашно, 30 грама какао, едно лажиче цимет, 300 мл вода, една лажица кокосово масло, 100 грама мармалад, една кесичка пecivo и за прелив 150 грама мармалад и 100 грама црно чоколадо и мелени ореви за поросување. Така Ива. Така е, одлично така. испадна. Одлично Сега испадна. уште да сервираме. Одлично, гледаш твојата рака, веднаш се добива поинако. Ива рече дека се вика медено срце, но се извинуваме заради тоа што немавме таква опција за тепција во срце. Покажи го вака скроз да го погледнат Да, може да камерите. го- Ете така. Но се уште се растекува, имаше право дека можеше Да, може во фрижидер, во барем фрижидер. половина час. Ајде да не го расипеме. Подобро е да не вадиме во тањерот, Да, бидејќи може. гледам дека еве се уште е течно. Ако Треба- сакаш треба и обиди во- се. Но Да стегне малце. да, треба се да стегне стегне малку. Треба да стегне.
Ете Може така. да пробаме Ајде, да пробај, сервираме. пробај. Или- Тука сме и пред Не знам самиот дали крај. го фатија скроз, може Така. уште еднаш каде се види. Но Може, колегите тоа го средија. Додека Ива се обидува, јас, Милан, да ти заблагодарам што ни отсвира убави ора, што ми дојде со ова прекрасно суштество, овој ангел, да ни направи убав рецепт. Нашите пријатели од Мост доделуваат награда. Ова е награда за вас. Внатре имаме ваучер од 1000 денари, каде што вие двајцата да отидете во продавницата во Мост и да си одберете нешто за вас како успомен од ова наше другарување. Благодариме премногу и тука сме на секој повик. Благодарам многу. Ке одговориме. Може би не веднаш, како што беше овој пат, затоа што беше, нели се Преоптерете случи... многу, Да, Златна Бубамара ја свиревме. Бев во оркестарот на Дамир и Мери и така одам во 2 училишта на работа, во Многу работа. во Лазар Танев и во Важно ми Хемиско. дојдовте, тоа ми е најбитното. И сепак најдовме време, така. Така. Ива, благодарам и на тебе. Направи навистина убав и вкусен десерт. Ти посакувам многу успеси во оваа твоја задача што имаш пред себе и на многумина да им го покажеш вистинскиот пат на хранење. Благодарам. Првите пациенти ги имаш. Тато и тетка Драгче. Вие сте ми најголем предизвик, јас морам да признам. Благодарам од се срце. Тука сме пред самиот крај, драги наши. Време е само колку да кажам, навистина ми беше убаво денеска, се надевам и на вас. Гледајте ни во репризните изданија, ако не пропуштивте и на нашиот YouTube канал. Ми преостанува да ви кажам дека многу ве сакам.